сосема различни. Не можам да се согласам дека се наоѓаме во иста позиција за да би преминале кон целосен претенин во суството кај нас. Подложни на одреден вид на клиренс, така да го наречем. Токму тој траен мандат на судиите е основата поради која се залага спроведување на допинг или на проверка. Таму не се не вика на тој начин, но се не вика информирање за историјата или на претенинот е навистина потребен или по инерција, да речеме, од обкружувањето, наистина и тука треба да бидеме многу предпазливи. Бидејќи се наречени по еден производител на скапа бижутерија, беа спомнати прилично злоупотреби во самиот. И, знаете, носење закон по скратена поставка, што има такви надлежности за тело, наистина треба да биде подложен на широка дебата како се говори против висок профил на корупција. Тама сега са, читајќи ги документите, споменати предмалку момент од 2017 година, кој што во делот на политизација на судството наведува дека наистина малку е направено од овој прв извештај од 2015 година од страна на судиите кои што сега се наоѓаат во овој сегмент, односно во сектор. Но каква е ситуацијата во Македонија? Дали сме нешто подобри на тоа поле? Македонија каде што е посочено дека сепак како еден од главните фактори што влија за распространетоста во корупцијата во Македонија е на јавните обвинители, заедно во групата со цариници, министри и даночните служби. Че сепак се тоа посочува дека во јавноста, како што кажа, постои едно размислување дека постои висок степен на корумпираност во судскиот систем. За 2017 година се наведува дека најголем дел од представките на граѓаните кон омбудсманот, дека 17% се однесуваат токму на судскиот систем. Поставки, ако да се достапни докази, да се докаже и кривична одговорност, треба да бидат и кривично одговорни за нивното лошо однесување. Радвам се на едно прашањето дали за да служат и да промовираат политички интереси. Овие судии продолжија да вршат притисок врз нивните помлади колеги, како што е наведено, преку сепак постои една позитивна нота, некаде во пасос на извештајот, каде што се вели дека и покрај лошото однесување на сепак малцинство, дека да се преземат действија против оние кои што докажано ја злоупотребиле својата функција, но не се прекорачува општо проветрување, како што се вели ветник на сите судни, бидејќи сепак судското насока е и коментарот на извештајот на 2017 година. Доколку се одлучи за некој си по-стриктен злоустройство и така натаму. Слично и во Албанија, да речеме, поврзано со организиран криминал, структури и така натаму.